Главните директори во ЕСМ земаат незаслужено високи плати бидејќи домашното производство не е зголемено, а струјата се увезува, велат денес во продолжение на аферата Паразити од ВМРО ДПМНЕ. Тоа не е проблем Ковачевски да зема плата од 1700 евра месечно, односно над 20.000 евра годишно. Ковачевски за еден мандат ќе ја чини државата над 80.000 евра. Придонесот негов не е ниту нула, туку е далеку под нула. Исто е со Орхан Муртезани, кој како државен паразит зема 80.000 евра плата за еден мандат на чело на МЕПСО. На линијата паразити во енергетскиот сектор од ЕСМ и МЕПСО Ковачевски и Муртезани е и Бајрам Реджепи, извршен директор на Национални енергетски ресурси, кој месечно зема 1300 евра плата и за една година од оваа државна компанија наплаќа 15.000 евра. Реджепио Нер за еден мандат ќе ја чини државата 60.000 евра. Од СДСМ и денес реагираа на овие наводи, повторно напоменувајќи дека оригиналните паразити се во ВМРО ДПМНЕ. Во време на режимот, над 93.000 евра народни пари завршиле кај сегашниот шеф на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски, а над 67.000 евра завршиле кај неговата блиска соработничка Гордана Димитриевска-Кочовска. Ивица Томовски, човекот кој секојдневно од Белиот дворец зборува за паразити, е всушност вистинскиот паразит, кој како управител на АДЛМ Турс само од плати добил над 2 милиони денари или над 30.000 евра народни пари. Но пари од граѓаните Томовски добивал и пред да биде назначен на функцијата, и тоа преку фирмата Сити Логистик, каде бил управител. Компанијата на Томовски од АДЛМ, односно од Мицкоски, добила тендери во вредност од над 3,6 милиони денари, односно 60.000 евра. Но она што е уште позагрижувачко од висината на тендерите е плаќањето на одредени фактури во готово. Еве еден таков документ, каде на Сити Логистик му се исплаќа фактура во готово.